Го будиме директорот на студентските домови Дарио Николовски. Да видиме каква е состојбата, има ли најави за отворање на вратите на студентските домови за студентите. Добро утро, Николовски, како сте утринава? Добро утро, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Во моментов сите студентски домови се празни. Какви се најавите? Мерките веќе почнуваат да олабавуваат, но тоа се уште ништо не значи со оглед на фактот и дека нема целосна одлука, поточно конечна одлука од Министерството за образование, но еве вие како прв човек на студентските домови добивте ли некаква најава за тоа кога студентскиот живот ќе почне да се нормализира? Така е, во моментов сите студентски домови се празни. За сега ги следиме мерките и препораките од владата и согласно тоа ќе се подготвуваме. Во моментов нема промени околу тоа дека студентскиот живот во студентските домови набрзо ќе се врати по нормала, но периодов го користиме за сите можни други активности кои што ќе ни послужат за да успееме да го подигнеме студентскиот стандард во студентските домови на уште повисоко ниво, за време додека студентите се вратат во студентските домови и нивното нормално живење. Можно ли е да останат затворени до септември, поточно до почетокот на следната учебна година? Бидејќи веќе е доцна во годината, јуни би требало да почне испитната сесија, па можно е да се случи да немаат потреба воопшто да се вратат се до следната учебна година. Во моментов се сложувам дека можно е оваа учебна година да заврши вака. Но напоменав дека будно ги следиме мерките и препораките и сме спремни доколку се случи до било каква промена и потреба од студентските домови и во оваа учебна година повторно да се отворат, но очекувањата и претпоставките се во моментов дека тоа не би се случило барем во многу скоро време. И од таа причина сме фокусирани во моментов покрај тоа што напоменав дека ги следиме мерките и препораките на сите пропратни и други активности кои што ќе го обезбедуваат студентскиот стандард на едно поинакво ниво од претходно. Да ни откриете дел од нив, кои студентски домови први ќе добијат подобри услови? Веќе знаеме дека кон средината на месецот февруари ги отворивме двата нови блока во студентскиот дом Гоце Делчев, следно што е како приоритет е реновирањето на зградата 1 и зградата 2 во студентската населба Стив Наумов. Изработката на проектот е веќе во крајна фаза и очекуваме оваа година веќе да се премини кон негова имплементација, со тоа што тој ќе биде еден од домовите кои што набрзо ќе почне да се делува и да се обезбедат услови онакви какви што заслужуваат студентите. По завршувањето на оваа кризна состојба со коронавирусот, дали ќе одвоите повеќе финанси, можеби за хигиената во студентските домови? Дали од следната учебна година може да се очекува и подигнување на хигиенските услови, бидејќи знаеме дека во дел од студентските домови па и не се толку добри? Хигиената е еден од врвните приоритети во нашето работење во студентските домови, како една од трите најбитни работи со која што во разговор со студентите го сметат како најбитен сегмент во нивното живење во студентските домови, покрај исхраната и инфраструктурата, така да и до сега вложувавме голем дел во подобрување на хигиената, но од сега па натака и многу посериозно и во другите сегменти, како во делот на дезинфекцијата ќе допринесеме за таа да биде на што е можно повисоко ниво. Господин Дарио Николовски, ви благодарам за ова вклучување. Да, сепак моравме, оваа тема остана малку подзаборавена, што се однесува до студентите, па со олабавувањето на мерките моравме да ве прашаме каква е иднината, од блиската иднина на студентските домови. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас на поканата, остануваме и понатаму на линк за било какви прашања. Секако, доколку има нови информации за тоа како понатака или пак нови одлуки од Министерството, можеби за враќање на студентскиот живот во нормала, ќе се слушнаме повторно. Така е, пријатно. Пријатно.